Дека беше наше вистинско злато, Тоше ти потврдуваме и кажуваме дека навистина си наше злато и дека ќе останеш. Овој амбиент кој што моментално владее на плоштадот на Македонија, еве самите можете да забележите дека стотици луѓе дојдоа да му одадат почит на нашиот великан. Покрај сето тоа, значи овде си пријателите на Тоше, оние кои што навистина вистински го знае и се дружеа со него. Здраво за Сања Николич. Здраво, здраво. Сања, јас не би можела ништо конкретно да те поставам прашање, само ќе може да ми кажеш нешто затоа што се дружевте, добро го познаваше, што ќе остане на запаметано кај тебе. Па, такови како што се беше нормално со пријателите, имавме таа чест да и целиот македонски народ да го доживее природен, така како што е голем човек, што беше искрен и отворен према сите. И сака барем ова да му се дешаваше на концертите, а не вака. Емотивни сме, да, сите. Моментот е таков каков што владе и тука каде што сите стотици луѓе му даваат почит. Дали може Вера Мештеровиќ нешто да ни каже и пошто ќе го памети најмногу Тоше? Па пред се би сакала со најголема почит да изразам соучество на неговите најблиски, неговото семејство секако. Тоше, да, лично го познаваше мојот брат. Што да кажам? Тоше се роди како ангел, така сите ќе го паметиме, така и за мене. Човек со огромно срце и душа, тој твореше, беше тука за сите нас, сега еве и ние во огромен број за него тука. Дали се согласуваш дека Господ навистина си ги зима ангелите за себе? Па така викаат, меѓутоа не е фер, навистина е премнат и нас не требаше тука. Така, тие ангели се потребни токму на нашето човештво. Дали може, Каролина? Не можете ли да замислите колку е тивко овде на плоштадот Македонија? На овој плоштад на кој се когаш се собирале луѓе со грлати гласови, луѓе распеани на овој плоштад каде што Скопјани обично ги прославуваат новите години, каде што сме се собирале нели за убави нешта, се слуша само тишината. До мене две прекрасни девојки кои што не беа на последниот концерт на Тоше Проевски. Сања, зашто го сакаше Тоше? Тоа што беше многу драг и мил. Која е песната што ти се допаѓа од Тоше? Сите. А зашто да плаче? Затоа што многу го сака Тоше и не знам. Елена, може ли само една реченица? Што би му порачала на Тоше кој може би некаде не слуша сега, од некаде? Нека почива во мир и дека многу го сакам да стане. И секогаш ќе биде во нашите срца. Тоше ќе биде секогаш во срцата на стотиците млади луѓе кои овде се собираат на плоштадот Македонија да запалат свеќа за покој на неговата душа. Кате? Дека Тоше ги плени срцата наши, не говорат нели само оние личности кои што лично го познаваа од јавниот живот, него говорат и овие луѓе кои што моментално ги искажаа своите чувства сега пред нашите камери. До мене се овдека господинот Иво Јанковски, Елена Ристевска и Ламбе. Знам дека во овој миг исто така не би можела никакво прашање да ви поставам, освен тоа какви спомени ви остави Тоше и што ќе кажете нешто накратко како последен збор за него. Тоше го знам навистина од неговите почетоци и беше извонреден талент, веројатно најголемиот што го дала Македонија. За жал, Тоше е жртва на втората страна на популарноста, нели едната страна она што е публиката го гледа на сцената, а втората страна е колку тоа кошта, значи колку тоа денови и ноќи непреспани во разни ситуации. Сите што се популарни, што се успешни и професионални, мораат да поминат за да го направат она што го направи Тоше. Но, за жал, тоа беше фатално и трагично. А колку според вас Тоше ја достигна славата, својот врв на кариера? Па мислам дека му престоеше уште поголема слава. Тоше беше извонреден талент, еден од најголемите на Балканот и мислам дека беше сосем очекувано да тоа се прошири и во Европа, па и во светот. Дали имам простор за коментар за вашата соработка помеѓу вас и Тоше?
некаде далеку во почетоците имавме некакви преговори, тоа беше се. Но бевме секогаш многу добри пријатели со огромен почит еден кон друг и навистина ќе имам вечно само убави спомени за него. Ќе го паметиме сите како човек со големо срце и љубов комплетно за сите. Елена, дали може ти нешто за Тоше? Тоше ми беше одличен пријател, колега, другар. Често знаевме да се чуеме по телефон, да си пееме најновите песни или некоја друга песна. Се свирувам. И оно што најмногу ме погоди е тоа што во последниот период навистина многу повеќе контактиравме од претходно. Иако немавме време еден од друг, нели, од обврските. Јас само што се вратив од Амстердам, тој ми се јави вчера во 11:33 часа да ми каже, ме праша како сум си поминала таму, да ми каже дека доаѓа на 21. Ако даде Господ, беше последната негова реченица. Ако ќе дојде да се видиме, конечно и да споделиме се што имаме. Немам друг коментар, најверојатно сум била јас и последната со која што се слушнала. Повикот беше во 11:33 и не знам, не би кажала ништо повеќе. Единствено што Ова кажува се, наместо да плачеме на неговите песни поради љубовни проблеми, ние сите дека плачеме за поради него. неговата трагедија. Да? Дека Господ испадна нефери, дека ни го зема она навистина што вредеше и што ни беше најдрагоцено. Кажуваат сите овие работи. Каролината му продолжи. Лампе Лабаковски. Лампе, кога последен пат се видовте со Тоша? Многу ми е тешко да зборувам, но мислам дека тоа беше на неговата промоција, тоа не знам, пред 2-3 недели негде, пред да замине за Австралија. После тоа следуваше мојата промоција на која го поканив и од Австралија ми пиша дека не е моментално во земјава и дека нема да присуствува. Нема што да кажам за Тоши. Зборуваат сите срца позади мене и луѓето кои го сака и го почитува и ние како колеги. Единствено не знае дека така вака ќе се поздравам преку телевизија и ќе кажам дека пораснав со него и пораснав со музиката која ја почна тој. Штета што навистина вака завршен убава звезда и за мене секогаш ќе остане јак за сите нас и единствено ќе се гордееме лесна му земја. Од плоштадот Македонија, каде што Скопјани бијат како во едно срце, како да имаат една единствена желба и молитва за Тоше. На одговорот кога ми го поставуваа многу луѓе зошто токму Тоше. Јас морам само да прочитам нешто што ми беше дадено од еден случаен минувач, дека ова се на интернет пратени сега пораки. Само некој ќе прочитам од нив, затоа што навистина нема да имаме време сите. Тоа е, се прашував зошто Господи, зошто токму Тоше, зошто токму човекот кој на секое појавување пред екраните ќе не научеше на некоја лекција по етика. Зошто токму човекот кој на секој концерт ни покажуваше што е љубов и хуманост. Зошто токму човекот кој ни покажа што значи да си човек. Зошто токму човекот кој имаше толку вера токму во себе, Господи. И Бог ми одговори, токму затоа. Од плоштадот Македонија во живо на Македонската радио телевизија и повторно вклучување за неколку минути. Ја едну државу не познаем која се зове Фиром, ја долазим из Македонија. Значи важно, така е. Живи мој, не сум имал повод.